Според Народната банка на Македонија, за само 30 дена бројот на блокирани сметки на граѓаните достигнал 76.500. Податокот се однесува за месец јуни годинава. Истовремено сметките им се блокирани и на 36.000 компании во земјава. Од тука, ако се знае дека на крајот на 2016 година во македонското стопанство активно работеле 71.500 субјекти, лесно е да се пресмета дека во првите 6 месеци од годината сметките им се блокирани на половината од фирмите. Од овие уште позагрежувачки се податоците дека заклучно со јуни годинава вкупниот број на блокирани сметки изнесува 255.000, од кои близу 200.000 на граѓани и околу 60.000 на фирми. Уште полошо е тоа што напливот на блокирани сметки се случува во време на нови помеки правила за извршителите, кои значат воведување засилена контрола на работењето на извршителите, писмена опомена пред принудна наплата, вонсудска постапка за комуналните сметки, кратење на роковите за продажба на недвижностите, но и за иселување на должниците, еднократно поднесување на барање за алиментација и слично. При тоа се заборава дека да имале пари граѓаните да си ги платат давачките, немало ни да се задолжуваат. Тоа што се намалуваат трошоците во судските и другите постапки е добро, но не е суштинско решение на проблемот со задолжувањето. Веројатно од тие причини формирана е граѓанска иницијатива која бара целосна ревизија, па дури и укинување на концептот на извршители. Иако Комората на извршители на Македонија се уште ги нема објавено годишниот извештај за 2016 година, според оној за 2015 сите извршители заедно наплателе 107 милиони евра, а кој за утеха најмногу пари биле наплатени во Скопје, нешто над 59 милиони евра, а најмалку во Кочани, Берово, Виница и во Делчево вкупно 2 милиони евра. Поголемиот дел од должниците биле фирми, а помал граѓани. Извршителите за една деценија наплателе вкупно 830 милиони евра, најмногу или речиси 128 милиони евра во 2013 година. Потоа по 107 милиони евра во 2014 и 2015, а најмалку или 20 милиони евра во 2006 година, првата година од нивното функционирање. Во Македонија во моментот има 99 извршители. Предвидено е воспоставување на вкупно 132. Од тука 35 места се непополнети.